Добре дојдовте во третата епизода во серијалот подкасти за женско предприемништво, насловен како Тајната на успехот, кој е дел од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Во денешното издание ќе ви представиме една медена приказна, која се случува на 1100 метри надморска височина во прекрасна Костенова шума. Нашиот главен лик е нашата денешна гостинка Цана Џуковска. Господја Џуковска, веќе 6 години се занимавате со пчеларство. Од каде љубовта, од каде интересот за оваа дејност? Па, љубовта е од еден мој многу близок роднина, Петре Милошевски. Тој беше професионален војник, се врати од Авганистан и некако мирот го пронајде, пошто млад го пензионира, така испадна тогаш сите војни лица што беа во ЈНА ги пензионира. И почна да се бави со пчеларство и секој со голема љубов и страст зборува за пчелите. Човек едноставно мора да го слушате. Прекрасно зборува. И во еден даден момент, кога јас имав некои така здравствени, постресни моменти во живењето, ми рече време ти е да станеш пчелар. И јас ќе те научам како, ќе ти дам пчели, неговите пчели, нивната фарма, тој заедно работи со Добре Крајчевски, тие се братучеди. Од другата страна на планината, од која кај што се наоѓаат моите пчели, имаат органски пчеларник со 700 пчелни друштва. Почнавме со 20 пчелни друштва, толку требаше да се регистрирам во Централен регистар, тоа е да се евидентирам како пчелар. Веднаш почнавте сериозно со работа? Да, така беше советот од страна на Петрета. И почнавме да работиме, поточно тие работе, ја ги гледав. И често ме кара, као внимавај, немој да си толку пчелите, бараат голем мир. Бараат смирен човек. Не сакаат брзи нагли движења, а тие двајцата се толку уигран тим да просто да им завидуваш. Се разбираат без многу зборување. И јас се вртам од таму, одвамо да видам како што тие работат. И немој да се моташ, седи мирна, не мрдај многу. Нема да мируваш. Да, работниците. Ете така. И полека ме воведува во пчеларењето, ама највеќе со тоа што го раскажува за пчелите работи кои ги нема на интернет. Ми дадоа доста литература што ги немаше ни во литературата. И кога почнавме да работиме, јас сватив дека тоа е еден скроз нов свет. Пчелите се цивилизација. Тие имаат своја социјална организација, матријахат се. Кралицата е таа или матицата што го води цело друштво. Има околу неа советници или свита, телохранители што ностоп ја вардат. И има една хиерархија во самиот сандак, значи пчелата кога ќе излезе, после 16 дена, зборам за пчелата кој ќе се излезе, кој ќе се роди, таа 3-4 дена се протега, ја чисти својата соба, значи саќето зрее. И починаа да се активираат одредени жлезди и почнува со работа во прихрана на малите пчели во градинката. Значи родената пчела работи 3 дена во градинката. Значи уште од раѓање се знае местото. Да, која пчела кај треба. Ете така, има тотално многу убав еден социјален статус. Се знае кој што треба да работи. Сметате ли дека за овој период од 6 години поголемиот дел сте го совладале од она што треба да се научи за одгледување пчели, или тоа е една... Не, тоа е една стварно огромен... Така. Сите пчелари имаат различито мислење за работа со пчелите, ама само во едно се сложни, дека треба од позади да се гледа кошницата. Иначе све друго, секој си има свој начин и пристап како научил да си ја работи работата. И каков однос веројатно воспоставил со инсектите? Па, јас да ви кажам искрено, кога почнав да работам, веќе, мислам, морав да почнам одма сама, може би бев првиот ученик што онлайн следи настава во државава, пошто тие беа од другата страна на планината и секој ми кажа, задзвони кој нешто не ти е јасно, не ги буцкај пчелите, кој знаеш што ќе направиш. И јас секој кој ќе видев нешто што ми е сомнително, и ало, и тие им кажам што гледам. И тие ми даваа совет и интересна работа. Стварно погаѓа што се случува, толку значи се напредни во својата работа, што знае кој ми е проблемот. И кој ќе дојде, дај ми од тоа друштво и дали 18-12, пошто се така обележани сандачињата, да го видам тоа што го кажа и тоа беше тоа, значи добро било, одма ме проверуваа. Прекрасни се, немам зборови. Дали ова професија е она што сте сонувале кога сте биле тинејџерка или дека
Чи планира да биде ваша професија да биде пчеларство или на скроз друга страна сте? Па прво нашето живење, ние сме 20 потомци на еден дедо, да кажам. Дедо ми не беше воспитач. Пошто родителите беа зафатени, многу растрчани, и тој кога имавме ние распусти беше многу интересен човекот, кој ќе видеше галамиме малце повеќе. Имаше една танка прачка над зидот, а ние сите игравме, не знам, такви некои карти и така нешто, и ќе се закараме ка деца. Пошто 20 внуци од 5 синови, и знаевме овие поголемите често не праќаа натаму навамо, ама ние помаливе што сме, да речеме, едно така 7-8 души, знаевме често да се закаруваме и ќе чуеме фиу, и се поголемите знаат да дигнат ногите, ние помалите ќе настрадавме. Ама тој знаеше дека ако децата седат бадијала ќе бидат мрзливи. Дотаму одеше што кога есено време паѓа лисијата, не тераше да ги собираме лисијата низ полето, за да ги фрла на стоката, ама не тоа дека не му треба лисијата, него нас да не натера нешто да работиме. Да не бидеме... Џаве не седи. Така, и ни направи една чудна работна навика. Се моите деца викаат: вие кои ќе се составите сите сте нервозни, демек. А ние не сме нервозни, не сме научили да седиме. Да. Едноставно не можеме да седиме така празно седење. Така да тоа беше еден мотив за да се вратите на оваа работа. И работевте, студиравте? Да, бев одличен ученик, стипендиста на Република Македонија, и се запишав, го положив приемниот испит во Белград на ветеринарниот факултет. Меѓутоа имавме трагедија во семејството, почина татко ми, така да сето тоа ми пропадна. И пропадна Југославија истата година и морав сето тоа да го прекинам и да се поврзаност меѓу... Да, љубовта кон животните имаме наследено од дедо ми, пошто тој имал на времето 600 кози, 400 овци, имал 20 на нешто тамо свињи. Бил еден од побогатите луѓе во селото, од кај што потекнуваме. А меѓутоа државата му ги одзела козите и тоа многу го разочарало, го изнервирало, така да ги продали овците и се преселил во Тетово. Таму има купено доста земја за сите своји деца. Имаме, значи, во наследство куќни плацови, собавчи, ниви. Меѓутоа, земјата ја работевме сите заедно. И сите заедно секојаш ја работевме. Дедо ми имаше една навика, пред да почне комбањот, ако садиме жито таа година во нивите, знаеше да дојде до нивата и да разговара со житото. И ќе кажеше на нестарата сна да откоси дел од житото и да каже, да му се заблагодари на земјата што родила. И на мене ми беше малце тоа многу интересно како приказна, а други ведве чека да почне комбањот. Нека што сега. Тоа останува и односот кон земјоделството, кон животните, веројатно го пренеле и на нас. Меѓутоа и стрините имаа многу почит кон земјата и кон тоа што ќе го гледаат и разговараат со тоа што го работат. И тоа секогаш ми било мистично, многу интересно, затоа што имаа почит кон тој што те храни, така викаше дедо. Веројатно сте одбрали и таква професија. Вие сте учествувате во рурални жени на поречието, ако добро го кажав насловот. Јас сум координатор за руралните жени на поречкиот регион. Меѓутоа, ние кога почнавме со пчелите, значи се вратив во селото на нашите предци. Тоа е малецко село на 1100 метри надморска висина, го формирал мој чукун дедо. Првата генерација ми ги викаме бела пчела, значи 5 генерации живеле сите заедно. И после решиле, ај сега ќе се делиме и направиле 5 куќи. Сега од овие 5 куќи, пак 5 генерации живеле заедно сите тие што се одвоиле. По принципот на прогресија. И сега имаме 10 куќи во цело село, мислам. Селото е на најстрмниот дел се изградени куќите. Над селото има висорамнина и поле кои го работеле за садење на рж, јачмен, жито. И под селото има една река, Каливер ја викаме, притока е на треска, таму биле водениците. И мало село, ма доста богато. Со најмал атар е во поречкиот регион. Таму има 45 села, секој со различита надморска висина и со своја спецификација. А кои се активностите на тоа здружение на рурални жени? Тоа сакав да кажам. Да. До 61 година во поречкиот регион имало 200.000 жители. Меѓутоа, поради лошата инфраструктура, значи ние сме отаде водно.
Никогаш не е регионот постоел стар византијски пат 1238 година ли, што го изградиле со раце да го поврзат поречкиот регион со Скопскиот регион. И тој пат функционирал за пазарџиите што оделе продавале во Скопје, се враќале. Меѓутоа, после Втора светска војна решаваа да го затворат тој пат, наместо да се изгради војската за своји потреби свој пат, кој што ги изградила тие објекти што ги изградила. И ние сега имаме режимски пат кој регионот е 73 км Скопје Самоков, ние возиме 250 км да стигнеме. Што е стварно, мислам, нонсенс. Од 61 година до ден денеска регионот само се празнил. Значи тоа е геноцид. Значи улогата на ова здружение е да се врати животот во овој регион. Па улогата на здружениево е тие што се тамо да посакаат да останат тамо, да бидат продуктивни, да можат да придонесуваат и заработуваат за своите семејства. Покрај улогата е на координаторот. А здружението е Поречка матица. Поречка матица. Да. Здружението го формиравме, Поречкиот регион има 157 пчелари регистрирани, евидентирани уствари во централниот регистар, сме најповеќето, затоа што сме обично луѓе во средна, да речеме, доба. Меѓутоа има сточари кои имаат добар дел, да речеме, на сточен фонд. Имаме фарми со овци кои се наоѓаат на 1600 метри надморска висина, тоа е село Крушје. Имаме фарма на 1000 метри надморска висина, Козарска е води жена исто Маја Балканика фармата се вика, тие се доста добри и органски сертифицирани. Имаме семејство кое се занимава, Симка е бачот, жената Симка Велјановска, е мајка на 4 деца, тие имаат козарска и овчарска фарма од 100 кози и овци. Имате ли поддршка директна од самото здружение? Да, и што како поединци давате за здружението, односно така, за широкиот интерес? Тоа е многу интересно што ние прво се чудевме кога имаше лоши години, за зборам за пчеларите, разговаравме и како да дојдеме до некоја помош, секој сам не можеме, ајде ќе се здружиме. И тогаш кога во тој разговор рековме, ама ние што ќе се здружуваме само пчелари, секојаш само пчелари, само сточари, ајде сите заедно ќе направиме едно здружение како земјоделци и го формиравме здружението Поречка матица, сами го дадоа членовите, пошто демек повеќе се пчелари. Тука сме сточарите, пчеларите, градинарите, овоштарите и собирачите на шумски плодови, како и рестораните кои имаат своји рибници, одгледуваат риба. Затоа што најбистрата и најкратката река во Македонија извира во село Белица, Беличка река, има калифорнијска пастрмка. За бивша Југославија тука се наоѓале едни од државните рибници на Југославија во тоа село. Сега тоа е ресторан Белица, го води Даре. Имаме уште еден ресторан на Беличка река, малку подолу Чифлик, тие имаат и школа, каде мала мини зооградина, да кажеме, имаат пони, така имаат животни. А на реката во Поречкиот регион... Да, афирмација за Поречкиот регион. Да, тие се... Колку љубов зборувате за регионот, за она што се постигнало, што го прави здружението. Морам да кажам еве за овој подкаст дека вие организиравте во 2019 и сајм на здрава храна. Да. Што ве натера на тоа и дали ги исполни очекувањата? Какви беа ефектите? Кога тргнавме со сето ова, она што не го кажав, на река Треска има притоки малце повеќе. Во мирниот дел на реката Треска има прекрасен исто ресторан, го води Владо, тие имаат исто и стадо од 1000 овци. Татко му ги води овците, а невестите работат со млекото. Сакав да кажам дека сите све сами работат. Значи сите луѓе тамо живеат, се прекрасни луѓе, прво мачни. Нивниот работен ден почнува со изгреј сонце и завршува со зајди сонце. Значи тоа природата има огромен потенцијал. Тамо и планината ќе ве нахрани, затоа што има прекрасна вргањ печурка, која, да кажам, нашите луѓе ја собираат тешко. Што е она што е проблем, зошто нема толков интерес? Секогаш кога сме оделе по такви, кога се имала контакти со луѓе од рурални средини, прва забелешка е инфраструктурата, односно патиштата. Тач. Како да се стигне и значи треба да се работи пред за да може некој да дојде да се врати, да почне свој бизнис. Така. Нашата локална самоуправа, од кога се наполни езерото Козјак, продаде 1860 и нешто плацови покрај самото езеро, кои имаат прекрасна локација, се стварно добри. Недолгиот мост во Македонија се наоѓа на тоа езеро.
Поречко езеро или хидроцентрала Козјак. Меѓутоа, патот е главниот проблем за све што ќе произведеме да стигне барем да кажеме до Скопје, до пазарот во Скопје. Ама не е само тоа. Проблем е инфраструктурата што патов не изграден, се смелиле многу влади од 61 до 2021 и никој не повел голем интерес тие луѓе што се во тој регион да имаат контакт со цивилизација. Децата, значи прво за здравје, тебе ти треба да дојдеш побрзо до лекар. Во секој случај, инфраструктура. Наместо да возиш 250 километри. Сепак тоа да оставиме. Не, тоа и за нас е потребно, затоа што ние бркаме рампата, реженски пати некојаш возиш 100 на сат, а можеш да погинеш, за да ја фатиш рампата во терминот кој е даден. Не можеш секојаш да трнеш порано, за да стигнеш порано. Вака здружени можеби. Сега заедно сите сформиравме координативно тело, заедно сите кои велам сите здруженија од поречкиот регион. Поречки средби се како едно од поголемите здруженија со 1000 и нешто членство, другите спелеолозите, овие што се еколозите, рибарите, ние да кажем како земјоделско големо здружение сме со помало некое членство, ама сите заедно сме доста бројни. Формиравме координативно тело на чело со Горан Ѓуровски, тој е председател на тоа координативно тело, кое лобира да се среди патот, инфраструктурата. Бевме примени од претходната влада Кикитанов, пошто тие добија буџет за јавни државни патишта, пошто патот е прогласен за регионален. Ама тоа е чудно, затоа што на еден дел од патот е 6 метра, другиот е 2,5 метра. И возењето е стварно опасно. Се надевам дека ќе го решиме. Ќе го решиме, во интерес на времето, би сакала да поразговараме и за други теми. Еве, на пример, ова што спомнав околу за сајмот, да, да. Колку ги даде очекуваните ефекти? Па ние сме задоволни, затоа што тој беше прв сајм кај нас што го организиравме како манифестација поддржана од Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство, нели, така се тоа поред. Прво не бевме сигурни дека тоа све добро ќе испадне. Имавме поддршки од локалната самоуправа, меѓутоа замислата беше од секое село да излезе представник со најдобрите производи во тоа село. И успеавте. Да. Тоа беше интересно што сите луѓе сакаа. Имавме и маса за дегустација. На таа маса сите донесоа од дома по нешто направено. Од бакардан, од тури потпечи или претурано џомлезе во Охрид го викаат, до домашни леп печен подсач, домашни еколошки, органски бомбици со мети, ораси, да, традиционална храна. Рестораните донесоа риба. Беше преубаво, све организирано, фолклорното друштво Кут 7 септември дадоа фолклорен настап. Имаше нашиот писател и поет исто беше модератор на целиот настан. Беше доста посетено за изненадување и сите беа задоволни затоа што беше од продажен карактер. Сметате ли дека ги даде очекуваните ефекти? Да, затоа што луѓето прашуваат наредната година кога ќе биде. Што треба да спремиме? Ама пандемијата? Така, не врати малце чекор назад, меѓутоа ние тоа време го искористивме за едукација. Благодарение на Федерација на фармери, нивното несебично залагање, цела 2020 2019 и 2020 ние имавме секогаш после за Едисонце, да кажем, во вечерните часови гледавме да бидеме на едукативни предавања. Бевме поврзувани, пчеларите ги поврзувавме со пчелари од Нов Зеланд и Германија, да видиме колку напреднале. Србија, Грција, значи ние разменувавме искуства, сточарите беа поврзани со фарми од Грција и Арилје. Сакавме и сакаме и ќе гледаме и тоа студиско патување пак да го направиме, да почнеме да произведуваме кајмак. Кај нас во Македонија нема таква традиција да се произведе кајмак од сточарите како производ, меѓутоа кај нас овие што ги имаме сточариве се заинтересирани. И го гледаат тоа, го учеа и ни предложи Арилје да дојдеме да донесеме од нивна страна технолог кој тоа сето ќе го спроведе. Заедно со ќе пренесе искуството на нашите страни. Во пракса, значи луѓе кои прават, иначе имаме поддршка и од институтот кај нас во Македонија за млеко и млечни производи. Овие студиски патувања, размена на производи, доста допринесува луѓето да размислуваат пошироко. Значи, више не размислуваме само за сировина, патлижан, размислуваме за кетчап, доматела,